после некои збиднувања кои има светски рефлекси, сегош се случувале тектонски промени и нови пореци. Нели, значи, после комунистичката револуција во Русија, значи, стана Советски сојуз, првата социјалистичка држава. И нов светски поредок, Лигата на народите, па затоа што Советски сојуз не учествуваше, Америка Вилсон беше предлагач на тоа, па не успе да го изгласа у Сенатот. И после Втората светска се создадоа Обединетите нации и биполарниот свет. Значи, две држави силни атомски сили. Потоа настана и други држави, но второразредни, како што е Велика Британија, Франција, исто така нуклеарни сили. Големо поместување во насока на тоа што сите држави ќе се преиспитуваат. И ќе се по автоматизм ќе се создаде нов поредок.